Почитувани граѓани и граѓанки, почитувани медиуми. Отворено ги прашуваме пратениците од опозицијските ВМРО ДПМН, Алијанса за албанците и Левица. Што имате против работниците и работничките да го добијат недела како неработен ден? Зошто сте против 92% од вработените во недела да одмараат, а преостанатите 8% кои ќе работат да добиваат до 100% зголемена дневница? Всушност, знаеме зошто пратениците од ВМРО ДПМН, Алијанса и Левица ги блокираат измените во Законот за работните односи. Тоа го прават за нашето општество да не добие позадоволни и попродуктивни работници и работнички на пазарот на труд, а од тоа бенефит да имаат сите. Ваквите измени на законот нормално не им одговара да се случат пред локалните избори. Од истите причини ги блокираат и измените со кои 4700 наставници и стручни соработници во основното и средното образование ќе добијат решение за трајно вработување, со што ќе стекнат правна и економска сигурност. Од истите причини го блокираат и предлог законот за отпис на камати на долгови, со што на над 150.000 граѓани ќе им се помогне да го решат проблемот со задоцнетото плаќање на долговите кон јавните и државните предпријатија. Од истите причини, пратениците од опозицијата најверојатно ќе се обидат да го блокираат и веќе најавеното зголемување на минималната плата на 18.000 денари, планирано за јануари 2022 година. Долго време го блокираа и субвенционирањето на платите од 14.500 денари со пакетите антикризни мерки и не ни помислија како преживуваат работниците и работничките тие неколку месеци колку што траеше блокадата. Пратеници од опозицијата, вам воопшто не ви е грижа за работниците и нивните права. Вие сте желни за гола власт, што впрочем и го покажавте пред целата јавност со вашето однесување изминатите денови. Локалните избори завршија. Не успеавте да обезбедите кворум за гласање недоверба на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а нашето парламентарно мнозинство е во процес на зголемување. Затоа, престанете со ефтините политички трикови. Тргнете ги блокадите што континуирано ги поставувате. Тоа деновиве ви го порача и синдикатите, кои децидно побараа да се усвојат законите кои се во интерес на работниците и работничките. Почитувани работнички и работници, ве уверуваме дека зголеменото и стабилно парламентарно мнозинство повторно ќе ги порази блокадите и обструкциите на опозицијата, а владата, предводена од СДСМ, како и досега, ќе продолжи да работи во интерес на сите граѓани и граѓанки, ќе обезбеди повисока минимална плата, а недела ќе биде неработен ден. Благодарам.